Како гледате на најновите случувања поврзани со обвиненијата кои се покренати против високи функционери во ВМРО-ДПМН, пред се против лидерот на најголемата сега веќе опозициона партија Никола Груевски? Па мислам дека за жал СЈО пропушти една златна шанса која што имаше во периодот на формирање, кога ја доби поддршката не само од сите политички партии, туку имаше еден општ консензус, а тоа е да непристрасно и без било какво политичко влијание ги истражи сомневањата кои што беа поврзани и со начинот на кој што се случило прислушувањето и со содржината која што произлезе од истата. За жал гледаме дека се фокусирани само на една политичка партија, само на ВМРО-ДПМН. Во ВМРО-ДПМН се фокусирани само на одреден број на луѓе кои што се раководството на ВМРО-ДПМН и тоа е еден впечаток кој што не може никој да го избегне, дури и кога се поставуваат прашања зошто нема, например, истраги за функционери од други политички партии, се даваат нелогични одговори кои што после ден или два самите се демантираат. Она што можам да го кажам по однос на ВМРО-ДПМН е дека партијата работи согласно македонските закони, се финансира на исти начин на кој што се финансираат сите останати политички партии во Република Македонија и не гледам тука било што би било спорно во тој дел. Секако ова ќе е добра можност да сето тоа се докаже, не се на процедура, но факт е дека постои една сериозна злоупотреба на обвинителството и дека тоа се прави во партиско-политички цели кои што предпоставам пред се одговараат на СДСМ. Господин Николовски, се уште ли сте убедени во честноста на екс-премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој се сомничи за перење пари? Видете, можам да одговорам и професионално и лично. И професионално и лично добро го познавам господинот Никола Груевски. И не само што сум убеден, туку тврдам дека она што се наводи за него немаат никаков допир со реалноста и дека се работи за една политички мотивирана кампања против него. Целите на таа кампања дел се веќе познати во јавност, дел ќе ги покаже времето, поврзани се со политиките кои што ги водел како премиер и како председател на ВМРО-ДПМН, начинот на кој што ги носел одлуките, самостојноста во носењето на одлуките без било какви посредни или непосредни влијанија и сметам дека е тоа основната цел зашто е тој нападнат. Но сметам дека од сето ова ќе излезе уште посилен, затоа што ќе може да докаже дека тоа биле само политички конструкции. Дел од вашите сопартици ја потврдија автентичноста на прислушкуваните разговори. Ако прислушкуваните разговори се автентични, аналогно на тоа дека тоа што можевме да го слушнеме дека е реализирано и дека дека станува збор за сторени дела. Мислам дека клучното прашање кое што не успеа да го одговори пред се специјалното јавно обвинителство и кое што лепди во јавноста е како настанале прислушуваните материјали. Односно, кој, зошто и со која цел го прислушувал врвот на државата, со тоа што ако можеме да веруваме на она што кажуваше Заев, покрај власта е прислушувана и опозицијата, веројатно тој во селекцијата на снимките се заштити себе и своите сопартици, но клучното прашање, кое што не е одговорено, е кој, зошто и со која цел го направил тоа. Затоа што ова е втор пат да не се случува од независноста на државата до сега. Откривањето на тоа кој го правил тоа, зошто го правил, со која цел и чива нарачка ќе спречи да се случи трет пат. Инаку, доколку тоа не се случи, ние остануваме заложници на одредени структури кои што се од политичкото подземје да продолжат да оценуваат цела една држава, можеби за 5, 10, 15, 20 години и никој да не се чувствува комфорен. Има ли кадровски ресурси и лидерски ресурси кои би можеле да го наследат Никола Груевски на челото на партијата? Никола Груевски има мандат, избран е на конгрес на партијата со поддршка на конгресот и во овој момент не гледам ни една причина зошто би се случила промена на претседателското место во ВМРО-ДПМН. Впрочем, на последните избори ВМРО-ДПМН победи, а целта на секој претседател на политичка партија е да ја донесе својата политичка партија до победа. ВМРО-ДПМН е сепак најсилната политичка партија во Македонија која што го представува македонскиот народ
и очигледно е тоа дека некому смета, а исто така и смета тоа што Никола Груевски исклучително успешно ја води партијата. Така што да повторам, мислам дека тоа е едно прашање кое што вештачки се создава и за кое што прашање чие што семе не може да изарти во ВМРО-ДПМН затоа што нема таква атмосфера во партијата. Тоа значи дека ќе остане председател на партијата и во наредните неколку години? Без иле. ВМРО-ДПМН од овој момент ја води осомничено лице. Па, ако гледате како специјалното јавно обвинителство ги представува работите и како специјалното јавно обвинителство ги партизира работите, можете да ја поставите тезата и обратно, дека друга политичка партија, во случајов СДСМ, го напаѓа својот конкурент ВМРО-ДПМН, злоупотребувајќи една институција која што при формирањето не беше намерата и целта да биде злоупотребена. Предпоставам дека знаете зошто специјалното јавно обвинителство беше формирано. Токму поради тоа што редовното обвинителство остана немо во однос на прислушкуваните разговори. Специјалното јавно обвинителство беше дел од политичкиот договор кој што го постигнаа во тој момент 4 најмоćни партии во државата. ВМРО-ДПМН целосно застана за договорот, за реализацијата, гласаше и за законот за специјалното јавно обвинителство, и за кадровското решение, и го гласаше буџетот кој што само за да знаат граѓаните е 4 пати поголем од буџетот на обвинителството. И нашата цел тука беше да поддржиме на институција која што би работела независно. За жал, веќе после 4-5 месец се покажа дека некои други работи се случуваат. За крвавиот четврток, 27 април, веќе станува јасно дека биле вклучени и членови на ВМРО-ДПМН, подпомагачи. Од снимките се гледа дека ваши сопартици дури ги насочуваат дел од оние кои влегоа, ги отвараат вратите. Како гледате на ова? Што се однесува на насилството, ние го осудивме. Сметаме дека без разлика која е причината и колкав е револтот на граѓаните затоа што некој се обидува да им ја земе државата, насилството не е оправдано. Не само дали се работи за пратеници или новинари или обични граѓани, никој не смее да биде нападнат и повреден. Во овој момент, колку што сум информиран, обвинителството врши истраги и мислам дека е најдобро да оставиме на обвинителството да се ја заврши својата работа на еден непристрасен начин. Оние кои што направиле грешки, кои што го повредиле законот и оние кои што предизвикале или учествувале во насилство, секако со докази, треба за тоа да понесат одговорност и тука ставот на ВМРО-ДПМН е многу јасен. Со изјавите, јавните изјави на лидерот на вашата партија, кој што повикуваше народот да земе судбината во своји раце, на некој начин и стимулиравте на вакви, можеби, насилни протести? Не се слагам. Затоа што ние моравме да предупредиме што ќе се случи со реализацијата на тиранската платформа. Но ние во ниеден момент не рековме доколку дојде до реализација, треба било кој физички да се пресмета со оние што ќе оправат тоа. Народот да земе судбината во своји раце е политичка реченица која што се користи во многу земји и во Западна Европа и значи дека на следни избори народот треба да ги казни оние кои што го прават тоа. И затоа ние повикувавме да се случат предвремени избори како би можеле граѓаните да го дадат своето мислење. Затоа што е факт дека сериозен дел од гласачите беа излажени на овие избори. Видите дека меѓу ВМРО-ДПМН не креира антиалбанска реторика, меѓутоа на протести организирани од страна на вашата партија можеше да се слушне клетите шиптари, Македонија на македонците, за чиста Македонија. Таква работа ниеден функционер на ВМРО-ДПМН нема кажано. Зборувам член на извршниот комитет на партијата или човек кој што ја представува партијата, така што ВМРО-ДПМН нити стои за таа работа, нити ја поддржува, нити мисли дека тие работи се добри, напротив, тоа се, ако ги имало лоши изјави, треба да бидат осудени и нешто што не и носи добро име на Република Македонија. Господин Николовски, допираат ли до вас оние разочарувања кај народот дека се изманипулирани од вас, дека на некој начин успеавте да ги втурнете во насилство во кое не се знаеше каков исход ќе биде? Видете, ВМРО-ДПМН е партија од народот. Ние сите сме
дел од тие луѓе и мислам дека како политичка партија најмногу комуницираме со обичниот народ, ги чувствуваме и неговите радости, неговите таги, неговата грижа и токму чувствувајќи го тој импулс, ВМРО-ДПМН ја отфрли Тиранската платформа, не се согласи за двојазичност во Македонија и затоа не создаде влада. Инаку, доколку ги прифатеше тие работи, веројатно во овој момент ние ќе зборувавме за една друга реалност. Само кратко во однос на Тиранската платформа. Вие тврдите дека ништо не сте прифатиле и затоа и не сте формирале влада, додека дој категорично тврдеше дека ВМРО прифати речиси се, дури и во делот за јазиците. Видете вака. Има тука два одговори. Прво, ВМРО-ДПМН не беше до вчера опозиција, туку беше власт и може да се види што правило и поднос на тие прашања во изминатите 10 години. Второ, клучното прашање е не зошто ВМРО-ДПМН не се договори со ДУИ, туку зошто СДСМ се договори. И тоа исто така представници на ДУИ го кажаа многу јасно. Кажаа дека тоа што се разговарало со ВМРО-ДПМН не било доволно, а тоа што се разговарало со СДСМ било доволно за да направат коалиција и ние сега имаме таа коалиција. Меѓутоа во мандатот на ВМРО, односно за време на мандатот на владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ, училишта, улици беа преименувани, односно беа двојазично именувани. И тоа е исто така дел од овој мит кој што се создава. Има неколку мита кои што се создаваат за ВМРО-ДПМН, а тоа е обидот да се портретира ВМРО-ДПМН како антиалбанска партија. ВМРО-ДПМН нема ништо против албанците во Република Македонија. Напротив, доколку сакаат заеднички да ја градиме Македонија, е нивни најдобар партнер. Но исто така, ВМРО-ДПМН никогаш нема да се согласи да работи на штета на уставот и законите во Република Македонија и на штета на другите етнички заедници во Македонија, вклучително македонците и помалите етнички заедници. Кога почувствувавте дека сестринските и европските сестрински партии почнаа да се дистанцираат од Никола Груевски и од ВМРО-ДПМН? Па немам таков впечаток. Последниот пример ќе ви го кажам. На конгресот на Европската народна партија во Малта, ние имавме, јас бев дел од делегацијата, имавме средби со врвните луѓе на Европската народна партија, во исклучително голем број, неколку ќе споменам. Имавме скоро едночасовна средба со претседателот на партијата, Жозеф Дол, имавме средба со канцларот на Германија Ангела Меркел, имавме средба со Јанес Јанша, со Виктор Орбан, со Елмар Брок и да не ги бројам сите оние кои што спомнавте собирот во Малта, што ви порача германската канцеларка тогаш? Видете, тоа се затворени состаноци и заради принцип не можеме да изнесуваме детали, но само можам да кажам дека далеко од она што се шпекулираше во јавноста. Ќе сватите, тоа е дипломатска пракса, не може да се изнесуваат детали во јавност кога се работи за таков вид на средби. Господин Николовски, никако да заминете во Брисел, поради тоа што се уште не е формирано собранието, треба да ја одбраните својата теза пред Комисијата за надворешна политика. Кои ќе бидат приоритетите на идниот амбасадор? Прво, или како ќе го вратите нарушениот меѓународен имидж на земјата и она антизападна реторика која во изминатиот период можеше да се слушне? Се надевам дека во мојот 4-годишен мандат ќе можеме да ги отвориме преговорите за членство во Европската Унија и да стигнеме прилично далеко во истите, затоа што тоа е целта на граѓаните на Македонија. Факт е дека политичката криза и создаде негативен имидж на Македонија надвор од државата. Негативен и јавен имидж и политички имидж. И треба многу сериозно да се работи на тоа. Не е едноставно да сте таму, знам, сум бил и го чувствувам тоа, но има работи кои што се побитни од политичката припадност, а тоа е председнината на државата и тука мора сите заедно да работат за најквалитетни решенија кои што ќе ја вратат на брзата трака Македонија. Секако тука е проблемот со името, кој што и да направиме доколку Грција ја продолжи оваа политика ќе остане, но ако го тргнеме тоа настрана, ние мора да испорачуваме квалитетни одлуки и одлуки за кои што општеството има консензус. Господин Николовски, како гледате на се почестите најави дека идната влада ќе се обиде да ја протурка идејата
во НАТО да влеземе под привремената референца поранешна ПЈРМ, без а во меѓувреме да течат преговорите со Грција околу разликата за името. Реална ли е оваа опција, колку е остварлива, а истото сценарио да се примени во однос на членството во Европската Унија. Преговори со Европската Унија и преговори со Грција околу спорот со името. Така би требало да изгледат работите, затоа што согласно времената спогодба која што Македонија и Грција имаат подпишано, Грција, или првата и втората страна официјално во времената спогодба, не смее да се противи на членството на Република Македонија во меѓународни организации, каде што е Грција член, во случајов НАТО и Европската Унија, се додека Македонија ја користи времената референца која што е усогласена и призната, прифатена со резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации од 1993 година. Ние, за жал, во изминативе скоро 10 години, брутално го видовме она правило на меѓународната политика, дека во меѓународната политика посилните го прават она што сакаат, а послабите она што мораат. И тоа Грција го покажува во однос на нас, така што 10 години, иако имаме времена спогодба, не ја почитуваат. Господин Николовски, ви благодарам за разговорот во емисијата Фактор 24 и ви посакувам многу успех во дипломатската мисија во Брисел. Благодарам на поканата.